Здраво дечки, денес возам Toyota Corolla GR Sport. Оние што не знаат што е GR за Toyota, ќе ви објаснам вака. Mercedes го има AMG, BMW го има M пакет, односно M дивизија, и Audi има RS, односно спортскиот сегмент на Toyota се вика GR, Gazoo Racing. Сега, GR Sport тука конкретно во оваа Corolla не е некој спортски модел со перформанси, ќе го збориме тоа за кратко, туку GR Sport е нешто како AMG пакет, M пакет, S-Line, односно дизајнерски измени на обичната Corolla. Другата Corolla што ја возев можете да погледнете тука и да видите точни разлики во дизајнот, односно GR Sport изгледа нешто како набилдан, како агресивен дечко кој што има обликувани мускули. Не е да ние големине мускули да не може да се сврте да се избрише, туку буквално само добро дефиниран мускул. И стварно изгледа убаво, бидејќи тука сега сите хром елементи што беа поставени на другата Corolla се поставени со црна пластика, изгледа убаво. Бандажи ги има само во GR Sport и се феноменални на целиот пакет, стварно многу убаво изгледа. Се истакнува оваа Corolla од се друго што може да се појави како друга Corolla, бизнес, екзекутив и се што има друго Toyota во пакет, така да мене лично GR Sport ми е идеалната. Од надвор, а за кратко ќе видиме внатре. Во поглед на практичност, се е исто, буквално се е исто. 470 литри багажен капацитет, огромен багажник, истото го спомнав и во минатата епизода. Нема сега да навлагам премногу во детали. Кујки за качалки ги има моите омилени, одоздолу има простор за резервно тркало, но има резервно тркало. Добро. Што друго треба да знаете? Нема опција за нивелирање на ивицава со браникот, односно на даската со ивицата на браникот. Друга работа е она што го спомнав и претходниот пат. Чудно ми е малце копчето зашто е тука во страна ставено, а не тука у средина. Тука у средина е камерата, па малце ќе биде интересно дур се најде каде е копчето за да се отвори багажникот. На задниот дел исто така, нема разлики освен се. Напред се поставени спортски седишта. И што значи тоа? За напред изгледа многу убаво. Позади можеби ќе ви се затвори малце видикот кон предниот дел. Искрено мене тоа уопште не ме гале, бидејќи кога ги купам предниве, односно кога ги купам спортскиве седишта, сакам мене да ми биде убаво, а не да мислам позади дали може да гледаат. Така да просторот за нозе е ист, доволно комотен, простор за глава. Мислам, тука не е ништо сменето, низок тунел, имате простор за возење на тројца патници, за жал нема USB порт, тоа го коментирав и минатиот пат и сега ќе продолжиме со возење, бидејќи Corolla е стварно нешто феноменално. Пред да спомнам неколку карактеристики околу воžњава на Corolla GR Sport, да не заборајме предниот дел. Драстични разлики околу дизајнот нема, бидејќи повторно Corolla. Ова е само, како што кажав, спортска изведба, односно некои елементи се по-спортски. Седиштата и се феноменални, изгледат спортски, се спортски, ве гушкаат од страна, но се прекомфорни, преубаво е седењево. Особено на подолги дистанции, очекував дека ќе биде по-груба воžњата, не, напротив, еве, у моментов гледате, поминувам низ доста висок лежачки полицајци, е стварно многу меко. Toyotиве се стварно можеби по-комфортни од за нас синонимот за комфортност Volkswagen. Нема врска, Toyota ги убива. Можеби се многу близу со Citroen, а Citroen е технички на прво место за комфортност. Како и да е, Corolla е многу мека, многу удобна. Со спортскиве седишта само плюс ви се возможува дополнителен комфор. Мене стварно многу ми се допаѓа, плюс како спортски елементи има црвен штоф околу воланот, менувачот, седиштата, како што кажав. Цел интериер е црн, за да одговара на целата комбинација. Стварно многу убав пакет. Околу другите работи, тука пред мене имам еден дисплеј, исто буквално како со другата Corolla. Нема да ви го спомнам ниту практични елементи, ниту дека има греачи за седишта, се буквално исто, и остави и наслон, односно остава под наслон за рака.
идентично исто. Разлика има само во инфозабавниот систем, тука го има новиот Touch 2 систем, инфозабавен систем на Toyota, кој што е многу подобар, многу пореспонзивен, многу подобра графика има. Ова го видов и во новата Corolla Cross што видов на промоција, наскоро ќе видите вие на тест. Многу добар систем, многу полесен за функционирање. Надоле се копчињата за клима уредот. Да не ви спомнувам за безбедносните системи, знаеме што се има. Односно, ајде сега да видиме за вожњата. Сега околу вожњата. Corolla е стварно комфортна, но и престабилна. Буквално се лепи на асфалтов ко формула. Можете да возите високи, големи брзини, низ кривини, нема да пушти ни момент. Океј, на одредени моменти ќе се почувствува understeering, ќе видите како задниот дел може ќе бега, зборам на доста сериозни брзини и доста сериозни кривини, но сепак е многу стабилно. Истото го кажав и во претходната епизода. Corolla ја чувствувам како ние по-старите модели, каде што беше интересен дизајн со доволни пропорции, не е преголем, тука е таманка и ниско, класичен јапонец, ниско спуштан скроз доле, да се лепи што е можно подобро на асфалт. Така да околу вожњата само можам да дадам пофални и многу позитивни зборови. Стварно, секоја чест околу тој момент. Сега, перформанси, GR, нели? Што има разлика тука? За разлика од претходната Corolla, кај што беше 1,5, 3 цилиндри, тука 1,8, 4 цилиндри, бензински мотор со хибрид технологија, произведува 122 конски сили. Како што кажав, GR спорта повеќе има во дизајн отколку во перформанси. Не очекувате некои големи спортски перформанси. Доволна брзина ќе ви понуди. Имате 3 различни режими на возење: еко, нормал и спорт, но нема да толку многу да навлегувате во спортскиот момент, бидејќи нема ниту звук, нема ни некои преголеми перформанси. Наставно ќе гледате на потрошувачка, а потрошувачката кај Toyota, не само кај Corolla, кај секој Toyota со хибридниот режим е феноменална. 5,1 у моментов, низ градски средини, па и на отворено. Потрошувачката тука некаде нема преголеми разлики поради и хибридниот режим, но и поради менувачот. CVT, тука е CVT менувач, некоја подобрена верзија. Пак го има тој момент што јас не го сакам на поголема бучава, на линеарно возење, но тоа е се до навика. Единствена работа што треба да знаете, нели има класика автоматски менувач, паркинг, рекверс, неутрал, драйв, и покрај драйв на хибридниве возила има и брейк. Што значи тоа? Тоа значи во урбани средини ќе го ставите во тој режим на возење, бидејќи кога ќе отпуштите педалата за газ, тој постепено помалку го успорува возилото за да ги надополни батериите, да регенерира енергија. Но ако се возите на автопат или се спуштате пример од водно, од некоја планина, од некоја горнина, во тој случај јас препорачувам да ставите во драйв, зашто бидејќи кога ќе ги наполни он батериите, не може да нема веќе каде да ги складира, да складира таа енергија, и го уклучува моторот со внатрешно согорување, бензинскиот, за да работи, за да потроши таа енергија некаде. Затоа ставете во драйв, да не се чувства преголема бучава на менувачот, но и на таков начин да се уклучи електричниот режим за да се троши повеќе струјата. И на таков начин ќе заштедите на гориво. Супер, нели? Друга приметба што приметив, се чувства голема бучава од ретровизорите. При одредена брзина може да слушнете некој шум. Не е нешто страшно, се навикнува, но ете тоа е некоја разлика што приметив, разлика, тоа го приметив и кај другата Corolla и сега го приметив, за разлика од некои негови ривали во оваа категорија, тоа се чувствува тука. Што значи GR во поглед на цена? 36.500, инаку е 35.900, но со дополнителна опција за боја, тука излегува 36.500, цена која што
вие одлучувате дали вреди или не. Јас сум дефинитивно фанатик за Toyota Corolla GR Sport, бидејќи ми изгледа многу поубаво, ми одскокнува од секоја друга Corolla поразлична е, бидејќи Corolla е најпродаваниот модел, тоа го зборав со претходната епизода, на некои 20 секунди, мислам беше просекот, се продава по една Corolla во светот. Тоа се премногу Corolla, најпродаваниот модел во оваа категорија. Најуспешен. Затоа со вакви моменти кои што се истакнуваат, само дополнително Королата ќе биде поинтересна. Толку од нас, толку од мене, направете сабскрајб и се гледаме наскоро со нова епизода. Чао!